Господине Мојановски, кој е вашиот коментар за признавањето на Бугарската православна црква како мајка црква на МПЦ? Всушност станува збор за барање на Светиот Синод на Македонската православна црква, упатен до Синодот на Бугарската православна црква, во која што тие изразуваат подготвеност да ја прифатат Бугарската православна црква како мајка црква заради историското искуство и долгото постоење на организациони форми на Бугарската православна црква. Ова прашање треба да се наблюдува во контекст на односите меѓу српската и македонската православна црква, кој повеќе од 70 години ова прашање го држат отворено, особено по последните 50 на години со возобновата на Охридската архиепископија во 1967 година ова прашање постанува актуелно. Имено Македонската православна црква е надвор од светот на православните цркви и таа не општи со нив. Таа долга борба беше проследена со организирањето на црковна организација на Српската православна црква во Република Македонија, дефинирана како православна Охридска архиепископија, и настојувањето на заедничката комисија да најде решение. Во 1958 година беше прифатен ставот на Српската православна црква и беше формирана Македонската православна црква како автономна црква. Се до 1967 година на тоа подрачје во односите меѓу тие две структури во бившата федерација настанува определен број на проблеми, шумови и така натаму, што резултираше со возобновата на Македонската православна црква или на автокефалноста во 1967 година. Од 1990 година наваму, скоро секоја година или постои континуиран обид на Македонската православна црква да се отвори тоа прашање и се разговара со Српската православна црква, што заврши со еден акт на Српската православна црква и формирањето на православната Охридска архиепископија во Македонија. Од тој аспект, ако гледате, значи ова обраќање на Македонската православна црква го наблюдувам како последица на тие односи, како настојување на Македонската православна црква да најде начин и да се вклучи во светот на православните цркви и при тоа да искористи определени историски предпоставки. Но исто така ова прашање треба да се наблюдува во контекстот на воспоставувањето на односите или на политичките односи меѓу македонската и бугарската држава со подпишувањето на договорот. Некои слични односи може да се насетат и со доаѓањето на рускиот представник пред некоја година во Република Македонија на Руската православна црква и неговото залагање да се ослободи затворениот владика на православната Охридска архиепископија, што беше резултанта на затоплувањето на односите меѓу Македонија и Србија и особено на односите меѓу Македонија и Русија. Така да ова прашање, ако го наблюдуваме во тој поширок контекст, апсолутно ги следи стапките или чекорите на политичките и на општествените односи и се обидува прашањето кое е во основа за вклучувањето на Македонската православна црква во светот на православните цркви е зачинето со премногу политички материјал или со премногу политички мируди, да најде соодветно решение за нејзино вклучување во светот на православните цркви. Ова обраќање на Македонската православна црква до Бугарската православна црква и неговото објавување пред да се изјаснат бугарските авторитети во Бугарската православна црква несомнено ќе создаде нов шум во светот на православните цркви на Балканот, ќе ги отвори, можеби ќе ги заоштри определени односи, ќе ги распламса некои од идеите или воопшто од скриените националистички и други концепти кои екзистираат во Македонија во последните 150 година, но во секој случај тоа покажува дека во Македонската православна црква постои свест и потреба да се бараат и други решенија. Дали тоа решение навистина е соодветно во овој момент или не, ќе покаже времето, но во секој случај ukажува на тоа дека тие се решени или бараат одговор на прашањето како да излезат од овој свет на затвореност, односно се вклучат во светот на православните цркви.